Драги мои, добар ден. Кај Велешанец пронајдена дрога. Приведен дилер на дрога од Скопје. Австралискиот наркобос од Струга со шифрирани пораки трошел и заработувал милиони долари од дрога. Приведени се криминалците кај кои е пронајдена дрога. МВР приведе 5 лица во акција за фаќање на дилери на дрога, меѓу нив и наставничка во основно училиште. 62 дилери лишени од слобода само на територија на СВР Битола во првите 2 месеци од годината. И тоа не е се. Битолската полиција вчера приведе 54 годишен наставник фатен со сомнителна бела материја. Другата е достапна во училиштата за голем одмор како ужинка. Порано наставниците продаваа Развигор и Наш свет, а денес некоја друга материја. Дали во училиштата другата стана замена за ужинката? Што мислите вие? А секако што мислите и што би сакале да коментирате на денешната тема, ве охрабруваме да не заследите на профилот на Црвена линија и секако на Facebook да коментирате, шернувате и лајкнувате. Не има и на Twitter и таму истото можете да го сторите, а секако најдраго ќе ни биде доколку не заследите и на Instagram, па веднаш кликнете и на Instagram стори Црвена линија. А тука ќе ве пресретне и нашето денешно прашање. Дали за наставниците фатени при трговија со дрога треба да има драконски казни? Можно за одговор, 2 типа на одговор, да, независно тоа што сметате вие, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Па еве време е да продискутираме со вас. Телефонскиот број останува непроменет 023070005. 5 линии се активни, се разбира, намалете го тонот на ТВ приемникот и не заборавајте да зборувате само преку слушалка. 90 секунди, внимавајте и на тајмерот, автоматски се исклучува, а се разбира доколку сакате да надополните нешто и да добиете нови 90 секунди, дозволено е секако и добре дојдено да не побарате повторно. А бидејќи ми јавуваа дека имаме гледач веќе во ова издание, почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, според вас, дали за наставниците фатени при трговија со дрога треба да има драконски казни? Без размислување, значи треба да најстрого да бидат казнети. Прво да кажам дека некогаш беше што се вика чудно да чуеш некој дека користи дрога. И кога ќе го разберев некој, бегавне од него како од чума. Но денеска повеќе има дрогирани, отколку што има чисти, здрави и кои што не користат дрога, зборам за младиот свет. Зошто е според вас тоа така? Тоа е затоа што премногу слобода и демократија имаме. Може на најлесен начин да се дојде до дрогата, најевтино може да ја купат, за разлика од некогаш, и пристапот ми се чини дека е најбитен за да ја има дрогата. Сега, одека многу е чудно, да речеме, разбирам, јас и не знам кој друг да ја продаваме дрогата. Ама наставниците, кои што се едукатори на нашите деца, кои треба да ги воспитуваат, да даваат знаење, да даваат, што се вика, права насока, во кој праве да се движи, што утре да избери детето да се школува, да дојде да стане граѓанин со признание. А тие денеска гледајте, значи од ден на ден слушаме како нашите учители продаваат дрога. И оние кои што треба да ја чуваат од тоа, полицајците се најмногу застапени меѓу тие што продаваат или го заштитуваат продавањето на дрогата. Ја мислам дека треба сите кои учествуваат во тој процес да бидат најстрого казнети. Благодарам за вклучувањето. Ве подсетувам, внимавајте само на тајмерот. Автоматски се исклучува на 90-та секунда. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. И добар ден уште еднаш од мене. Верувам дека е намален тонот на телевизорот и зборуваме преку слушалка. Добро, да не биде дека напразно велам добар ден, веднаш ќе ве префрлам и на Твитер заедницата и секако еве можете да се надоврзете и на овие коментари.
Логично, твитерџи когаш си дозволуваат да бидат и иронични, саркастични, шегобени, но како да еве што напиша за денешната тема. Ке почнеме со твитот на 100 марки кој што напиша: кажи ми те молам дека е по хемија наставничката. Како дај ке подсетиме дека 62 дилери се лишени од слобода само на територијата на СВР Битола во првите 2 месеци од годината, а битолската полиција вчера приведе дури 54 годишен наставник кој што е фатен со сомнителна бела материја. Дали сметате дека дрогата е достапна во училиштата за голем одмор како ужинка и дали сметате дека за наставниците кои што се фатени при трговија со дрога треба да има драконски казни? Добар ден, ако имаме гледач. Ако може малку погласно ве молам. Поздрав до вас и до телевизија Пелма. Поздрав. Дали треба да има драконски казни за наставниците кои што се фатени при трговија со дрога? Не драконски, туку стои една и назад да се казат, затоа што искам да ви кажам, јас со тие луѓе сум имал работа 30 години, затоа што во времето ние многу строго ја контролираме таа дрога што ја нарекува кокаин, не знам, марихуаната и така натаму, али во школите треба најстрого родителскиот совет да се заангажира тие наставници, професори што се во основните и средните школи да се исконтролираат да видат што работаат со децата нивни. Ова е срамота и во Скопје, кај мене, поготово во Ново Лизиче, во Александар Македонски во школото е таа наставничка фатена со дрога, овој во Прилеп вчера го фатиле, тоа е нешто срамно и најтешко за образованието. Зошто децата ги пуштаат да учат школо, а не да се дрогира. Прво и основно, она што го напишавте вие, едно време чита наш свет децата, или детска радост, а не дрога сега да му продаваме и да ги учиме како да бидат расипани, како да не бидат не граѓани на оваа држава, да ја мразат својата држава и така натаму. Затоа јас би порачал на директорите, психолозите и педагозите да се поводат сметката во школите. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со дискусијата и се надевам дека веќе имаме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве, сметате ли дека за ваквите наставници кои што се занимаваат со продажба на дрога треба да има драконски казни? Ало? Да, ве слушаме. Сакам да кажам дека дрогата многу прво треба да се подели градот или селото на реони. Значи по територија. После треба да се подели на луѓе. Сите знаат кои се дилери, да речеме кај ги гледаат, кај се движат и да има казни. А ако полицијата не фаќа, да речеме, или некој е инволвиран полицаец, како се вика народот, тој да му се одземе целиот имот и доживотна робија. Значи целиот имот да му се одземе, нема право да го напробуши. Понатаму, овие што се дилерите, исти на нив, или се одземе целиот имот. Мора ригорозни казни. Не може да се тоа се рашили све деца голи шетаат тука, трчаат, полудеа, умреа, колку деца умреа од дрога. Се уништува. И дури читавме на телевизија, гледавме дека сектор за организиран криминал бил фатен со дрога меѓу Албанија и Црна Гора. Како тоа во Мавара? Значи тие имаат логистика. Злото има логистика во институциите. Не слушате? Да, продолжете, ве слушам. Значи треба да се разоткријат тие сите име и презиме на секој дилер. Чим се крие името и презимето, знаете дека некој има што го штити во институциите. Како тоа во секоја држава има и презиме, има на оној што продава дрога, кај не само иницијали. На шолици, тоа е организиран криминал по мене. Презумпција на невиност. Каква презумпција на невиност? Моите тројат луѓе невини деца, а они невини ги прават тие што се дилери. И слики има во некои држави да тие што продаваат. Благодарам за јавувањето. Сега ако продолжите да не гледате телефонот, звони во Црвена линија и еве нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Според вас треба ли да има драконски казни за наставниците кои што се фатени со трговија на дрога? Прво, што подразбирате под драконски казни? Па еве одземање на правото за да бидат просветни работници,
Не знам што друго би можеле вие да дадете како предлог, секако и казни кои што се... Драконска казна е сечење на глава. Да, не зборуваме. Што правиме со полицајците што дилаат дрога? Со полицајците што дилаат дрога? Што правиме со цариници што внесуваат дрога? И сега фативме двајца наставници и ќе се дуваме овде пред телевизија и ќе кажуваме... Добро, сметате ли дека просветните работници треба да се занимаваат со продажба на дрога? Далеко од тоа, дека секој што се занимава со продажба на дрога. Меѓутоа, ова е, да кажеме, просветните работници. Двајца се, тројца се уапсете и готово, што драконски казни. Меѓутоа, треба да ја отсечеме главата на ламјата. А главата знаеме каде е. Не знаеме каде е. Сите знаеме каде е, во власта е. Ја не може некој да донесе дрога без учество на власта. Значи, треба да отсечеме дрогава да не доаѓа кај нас. А сега двајца и наставници сме фатили и ќе правиме од тоа не знам што. А во минатото дали се случувало наставници, просветни работници да бидат дилери на дрога? Секогаш некој човек на тоа ќе подлегне. Во прашање се големи пари. Меѓутоа, дајте да исечеме главата на... Благодарам за вклучувањето. Секако Црвена линија поставува оваа тема со оглед на тоа што просветните работници, меѓу другото, се педагози и најголем дел од времето децата, нашите деца го поминуваат во училиштата. Токму тие се оние кои што нели го градат патоказот образованието и секако воспитно-образовните насоки ги даваат на децата. Па затоа и можеби најмногу акцент ставаме на тоа зошто во последно време се зголемува и бројот на просветни работници кои што еве се занимаваат со продажба на дрога. Според вас какви мерки треба да се преземат доколку еве како што се случи бидат фатени наставници кои што продаваат дрога? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте. Чудно е, стварно е, и вие поставивте на таква тема и во образованието и наставниците и учителите почнали да продаваат дрога. Меѓутоа, јас сакам да се надоврзам исто како и претходниот говорник. Пропустите каде се. Царинските премини, Министерство за внатрешни работа. Па и децата треба да кажат кога еден нивни учител, наставник продава дрога, мамо, тато, треба да ги воспитаме, да соработуваме за доброто на човечеството. И многу добро е што е фатен таквиот човек. Сега да го казниме, не да се казни он, него, хајде да не бидам ригорозен, ќе ме исклучите. Јас знам како би го казнил таквиот човек, да комуницира наставник со деца и да им биде педагог, а да им продават и дрога. Тоа здрав човек не би го употребил и не би го работил, тој прво, јас не би го однесол да го спасам на психијатрија, него сакам да кажам дека болесник човек тоа го прави. Не го прави здрав маж. Здрав човек не би направил такви работи, тоа без разлика на тие пропусти. А каде ја гледате причината за таквите постапки? Еве и доколку не се продавало во училиштето, но еве во слободно време, како да кажеме, продавале дрога, тогаш дали тоа менува ситуација? Во наше време, како постар сум 66-та декада имам поминато, никогаш немало во просветните работници така да се прода. И тук Благодарам многу за вклучувањето. Секако ве охрабрувам, можете повторно да завртите 5 линии се активни, па да добиете и нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро, јас одам на Твитер и се разбере доколку сте на линија, пријавете се, можете слободно да кажете и од другата страна добар ден и дали сум на линија, а кога сме на Твитер еве што напиша Фризер N42 други.
Наставничка дилала дрога Скопје, Лисиче, не е Детройт. Скопје, Лисиче. А Иве, што мислите вие, какви казни треба да има за просветните работници кои што продаваат дрога? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Поздрав до вас, до емисијата, одлична тема имате денес. Па еве, некогаш наставничките продава другарче, развигорче, наш свет. Како сега се случува ова, што мислите ви? Па ова се случува, како што следни се случува во државата. Така да како што гледаат сите дека многу лесно да дојдат до пари, како што гледаат со еден подпис некој министер и премиер заработува по 10, 15, 20 милиони, така да ни се осеќаат дека платите им се мали, а истите тие просветни работници некогаш, дури можете ги учеле тие министри, им предавале, па сега и тие сакаат да заработат пари и нормално тие се обидуваат на најлошиот начин на децата да им продаваат дрога. Така да доколку се фати, еве, се фатија двајца, сега многу е битно судот што ќе пресуди, затоа што лично сум имал пример каде што судијата повеќе го теретија тој што му е фатил дрогата, односно на сторителот. Така да, еве, баш сите заинтересирани сме ке следиме колку ќе ги осудат, како ќе ги осудат, дали ќе ги суспендираат од работа. Значи, за секој кривично дело има казна од до. Сега, на овие просветни работници треба да им се рече максималната. Пример, ако е од година до 5 месеци, од 5 месеци до 2 години, треба максимум 2 години да им се изрече казната. Така да времето е многу кратко, многу има да се зборува на оваа тема, али пак би го впрелил прстот јас во судството. Така, благодарам многу и вам за тоа што земавте учество во денешната дискусија во црвена линија. Продолжуваме со вас на 02-307-0005. Вклучуваме, верувам, нов гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сте да прашаме? Јас сум Бабароска, Ве од село познавме, Орман и Бабароска, многу како добра. сте? Абе, не мислев денеска да се јавам, бидејќи сум многу уморна. Сум имала празник вчера и големи работи, али ова ме дрогна за наставниците. Па како може овој пред мене да каже 2 години да се осудат, а да му го нега другира детето, дали тоа ќе го кажи? Па ово е срамота, бе, абе доживотно да го закопат, викат. Не сме таков човек да се пуште, да оде из Македонија, а камоли 2 години да се осуде. Срамота, бре. А бре, какви закони имаме ние, бре? Ама што да правиме? Кога овој од Муртино не учеше на тераса да садеме у сакција дрога. Па сега. И тоа е на слобода. И што да правиме, ајде кажете? Па ово е стварно. Не сум на моите 86 години. Ова чудо не сум го чула денеска, што го слушам и многу ме дробна. Наставник, кој што треба да го воспитава детето, да му продава дрога. Па како да ги пуштаме унуците и децата на школовете? Ова е последно веќе што можем ги направат зло. До кога вака, бре, ќе бидеме, бре? А бре, пусти македонци, освестете се, бре. Ставете на нога, бре. Фрлете све од таму од парламентот, еден да не постоje. Благодарам за вклучувањето. Верувам дека некои од гледачите се и иритирани со оглед на тоа што еве мора да признаеме дека некогашните генерации едино што можеле да асоцира на наставничка е се разбира некој кој што се грижи за своите ученици и она што продава е наш свете развигорче. Ама еве во последно време во земјава и веќе потсетиме дека се случува да просветни работници бидат фатени како и во настава всушност се занимаваат со продажба на дрога. Какви казни треба да има за ваквите просветни работници? Што треба да направи државата со ова? Добар ден. Здраво. Здраво. Види, дали имало порано
наставници. Имало од секогаш. Не мора да е тоа на нашите простори. Ама Ајде во Македонија, еве, вие кога раставте... Само да довршам мисла. Бидејќи ние прифаќаме од декадентни држави да учиме култура, да шириме слобода, човечки права и чуда, од држава која шири декаденција, значи во таа Америка таму, гарантирано низ деценијеве си ја бркале работата професорите таму, наставниците, со ширење на дрога по децава. Така да и дојде сега кај нас модерно доба, да наставниците, учителите дилаат дрога по децава. Мислам, мене не ми изненадува. Во вакво систем, разорен, уништен систем, декадентен тоталка, ова чудо не ми е позната ова појава. Ова појава ќе биде се повеќе и повеќе распространета. Што се однесе до казните, казните би требало да бидат исти како за мене да важат, така и за тебе, така и за учителица. Сега, ја повеќе сакам да обвинам полицијата и судството и обвинителството, што немаат, значи не си ја вршат работата, што дозволјава да влегува воопшто дрогата у државата. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Одиме повторно на Твитер, така да можете да се надоврзете и на она што го пишуваат твитерџи, да го коментирате и така натаму. Тантела има напишано: што се чудите? Па гледате кој сади мара. Па гледате како ја крадат на тони испакувана во шлепери. Сте се прашале зошто има толку многу сува мара во Македонија? Не сакаат или не можат да ја продадат? Има медицинска мара и немедицинска. Ете сега и субвенции ќе им дадат. Нормално ви е тоа. Така напиша Тантела, што ќе каже следниот гледач во однос на тоа какви и дали треба да има драконски казни за просветни работници кои што се занимаваат со продажба на дрога. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да, повелете. Другари родители, јас не би сакал некој родител да се стави во улога на родител кој има дете кое се дрогира. Бидејќи животот на тие родители е пекол. Од таа фамилија ни од детето, ни од родителите нема ништо. Главниот за оваа ситуација, мислам дека е ѓаволот од Муртино, а сите други сме ние виновници затоа што не се побунивме кога тој предложи Божем да се производи дрога за медицински цели. И сите во парламентот подигнаа рака. Се знае кој подига рака, тие главните дилери. Јас мислам дека се греши тука, што кога ќе се фати човек во улога на дилер, не се каже со име и со презиме. Да се каже, еве, Перо од Белјаковци продава дрога. Да го знаат сите. А после тој нека докаже дека не сме управо. Ме разбирате ли што сакам да кажам? Ве слушаме. Дрогата е најголемиот штетник за нашиве млади. Младиве кои сега топарва стануваат зрели луѓе. Ќе препорачам на родителите да обратат паžnја. Благодарам многу за вклучувањето. Јас и веќе ве подсетам сите останати, обрнете внимание на тајмерот 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, како ги коментирате овие појави со оглед на тоа што просветни работници се фатени како продаваат дрога и какви казни според вас треба да се превземат? Најверојатно баба Роска од село Орман не ме разбра добро. Јас бев пред неа на линија. Јас кажав дека треба драконски казни да има за наставниците и просветните работници. Само дадов споредба јас од кривичниот закон како се класифицираат сите кривични дела. Значи, јас не кажав дека само 2 години треба да се казнат. Него според законот треба да се казни максималната казна. Тука доста треба голема улога да имаат исто и родителите, што повеќе да ги воспитуваат своите деца,
Значи, кои се штетните последици од користењето на дрога? Јас исто така сум држал доста предавања по основни и средни училишта, како да се заштитат децата и родителите, како да ги и кои се последиците кај оние деца кои што користат наркотични средства. А и со оглед на тоа што наставници, просветни работници кои што воедно се и педагози, нормално и воспитуваат децата, и децата најголем дел од денот поминуваат токму во училишните клупи, каде го гледате поривот да се занимаваат со продажба на дрога? Пропустот е по повеќе сегменти. Прво, тие просветни работници се примени со партиски книжки, било од една, било од друга политичка партија. Тука. Благодарам за јавувањето. Идеме повторно малку на Твитер и како што и најавив пред да почнеме со Твитерџи, Твитер заедницата секогаш знае да биде цинична, иронична, саркастична. Па така и Гума внатрешна, еве што твитнал на насловот. Сакам да ме носи оваа наставничка на екскурзија. Нормално дека се шегубини и иронични, бидејќи мора да признаеме сите во минатото наставничките асоцираа на продажба на Наш свет, Развигорче, беа тие кои што всушност просветните работници не беа втори родители, наставничките втори мајки. Но еве сега имаме ситуација каде што наставничка е фатена како дилер на дрога, а меѓу другото и битолската полиција вчера приведе 54 годишен наставник кој што е фатен со сомнителна бела материја. Па еве, што мислите, какви казни, како треба да постапи државата во оваа ситуација и што е она според вас што создава порив кај просветните работници да се занимаваат со продажба на дрога? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Ало. Добар ден. Добар ден. Вакатина, јас по втор пат се јавувам, пошто те немав кратко беше времето, сакам да се надоврзам сега нешто од моја страна, што може ти да се допринесе до граѓаните. Пред сега кажав дека децата наши треба да соработуваат со родителите. Претходниот кажа тешко родител кој што има дрогирано дете. Верувајте, тешко фамилијата. Не дај Боже никому да не му даде Господ таква ситуација. Меѓутоа, ние треба да оваа тема неколку дена да ја пуштате и треба сите да знаат што значи законско правило. Дали постои во Македонија тие законски пропусти, судството не смее да направи за ваквите работи. Пред се судство. Сега ќе направат дека тие просветни работници употребувале, самите биле дрогаши, а не ја продавале дрогата, за да ги спасат. Ја мислам дека не е фер да кажам некој збор, меѓутоа ригорозни треба да бидат казните. Одма треба наставниците да се спроведат и да се однесат во Идризово на одлежување на подолг период во затвор. Во најтешкиот дел тамо во Е класа има класифицирани се тие тамо. Ви благодарам повтор па што ми дадовте шанса. Секако можете и трет пат, секогаш најавуваме дека во црвена линија треба најнапред да се внимава на тајмерот, 90 секунди, но доколку сакате да се доискажете, секако дозволено е да направите едно репете во јавувањето. Одиме со твитот на Менгел, ви ги читам твитовите за да нели слушнете како коментира и Твитер заедницата, па може би и вие да се надоврзете на нешто, на некои размислувања. Менгел има напишано: ако кај наставничка најдеш 7 килограми амфетамин, 1 килограм кока и 22 килограми мара, колку пари ќе заработиш продавајќи ја по улични цени на другарчињата? Што мислите, еве, зошто имаме ваква појава да просветни работници се јавуваат како дилери на дрога, какви казни треба да се превземат? Што мислите, тоа е оно што сакаме да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. А видите сега, тие пред малце рече
гледачот, прво која партија е примила. А тие сега наставници треба да ти унапредат во директоре, како во политиката што се ти унапредени. Ако е чесен, почен, треба да се уназади. Прво џавол од Муртино готова се спроведе и сега, а и он на истиот начин дојде аболицијен акорд, во денес Продолжуваме понатаму. Морам да ве посетам сите останати. Внимавајте на употребата на зборови. Сепак сме емисија од прва категорија, што значи дека не гледа и малолетната публика. Така да знаат оние кои што се вклучуваат во црвена линија, можете да го кажете вашиот став, размислување, без употреба на погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза и така натаму. Автоматски се вклучува црвената линија. Добар ден. Ало, дали сум на линија? Да, повелете. Видете, сакам да зборувам за ова што кажувате вие дека за темата за наставниците дали продава дрога, дали што на тоа се макашливо, значи тоа е на, како да кажам, за просветен народ недозволиво. И тоа има суди власта, таквите луѓе ги кажнува. Децата зошто се одлучува на такви работи? Сета сиромаштија што е кај нас, немањето на пари, односно на услови за живот, доведува до такво неподобни работи. И професорите, и наставниците, сите тие со пониски примања што некако се дозvolува во таква негативна појава да се онакво. За тоа да се спречи, треба секој наш граѓанин на Северна Македонија да свати дека со влез во Европска унија, со подобрување на сите тие услови што треба да ги има еден граѓанин во нашата држава, се ќе се подобри. Иначе се ќе одиме назад, како досега што одиме 30 години. Слушајќи ги овие што дава некои изјави, некои наши граѓани што зборува. Врска нема со реалноста. Мора од нешто да потекнува. Не е ништо паднато од Бога што викаме дека ние треба да го примениме. Се нешто потекнува од самиот граѓани, од самиот народ, од самите поставеноста. Иначе поставеноста во државата е сосема многу добра. Само ние како граѓани треба тоа да го прифатиме и добро да ја спроведиме. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме со денешната дискусија. Дали во училиштата другата станува замена за ужинката? И зошто ни се случува просветни работници да стануваат дилери на дрога? Какви казни сметате дека треба да бидат направени кон нив? Добар ден. Ало, добар ден. Видите, ало. Не слушаме. Сакам да подсетам некои вака повозрастни особи, се гледа дека не ја следат политиката. Легализацијата на марихуаната во државава за медицински цели, тоа е за да легално се произведува, ја донесено и во Будимпешта што е. И за не време него се издадува 52 дозволи за отварање фабрики. И правилникот за како треба една фабрика која ќе се занимава со тој бизнис е донесена во тоа време. Знаете, да не вртиме сега политиката, овој е крив. Да го да збориме реално, која легализираше марихуаната во државата? Не е тој од Муртино, тој од Будимпешта. Ама сега толку не служи паметот. Ова, значи, дезли сметате дека е личен избор, етички избор, етиката кај просветните работници? Пазете, вие сега ги спомнувате само наставниците, иначе ако влезете во сите државни институции да направите тестови, глава боли. Немој да мислите дека само овие наставници... Ние зборуваме од етички аспект, значи просветни работници се педагози и таму ги оставаме децата, тие се оние кои што се втори родители. Ама тоа сакам да кажам. Ние имаме криза на моралот, на етиката кај луѓе што се занимаваат со јавна служба. Затоа што се што се прима во таа јавна служба. Понапред имало селекција. Сега вие немате селекција. Оди лепи плакати, оди на секој митинг, вие му давате да воспитува деца. Така, благодарам многу што се вклучивте и вие во оваа дискусија. Одиме со реклами, па следуваат резултатите од анкетата и секако прашањата за заврти на телба.
По рекламите остана уште еднаш да ве посетам да не заследите на социјалните медиуми, Црвена линија Facebook, секако профилот на Тилма телевизија, Твитер и задолжително Инстаграм. На денешната анкета на Инстаграм стори на Црвена линија на прашањето дали за наставниците фатени при трговија со дрога треба да има драконски казни, еве ги резултатите. Со да одговорија 91%, а со не само 9%. А сега, тука ќе се верувам сите вие кои што следите Црвена линија, треба да останете, набрзо ќе ви се случи заврти на Тилма, а во заврти на Тилма ќе ви се случат и овие прашања. Добро, внимавајте. Имаме прашање од типот поради која болест морнарите морале редовно да јадат кисела зилка и да пијат рум. Во заврти на Тилма има и прашање која држава лежи на континентот Африка и на континентот Азија. И еве уште едно прашање кое што може да донесе награда, а тоа е кој тенисер во новата ера има освоени најмногу титули во машка конкуренција на Австралија Open. Ве чекам во заврти на Тилма.